Популарноста на кичевски зајас не само што не бледне, туку одново е центарот на револуционерни идеи. Неговиот татко родом ова мало населено место ја предводеше овака, сега дуи, а и протагонист на зелената агенда на неговата партија. Синот Шкумбин Ахмети исто е зелен и тоа преку еколошкиот пристап во енергетиката. Овој месец отворил фирма за производство на струја. Од синоќе и формално влегува во иновативниот бизнис со соларна енергија. Како што објави информативниот портал Фактор МК, веќе е запишано и во Централниот регистар. Шкумбин Ахмети од зајас е одговорното лице на Друштвото за производство, трговија и услуги Тхеас Енерджи Доел. Собственик на предпријатието кој извршило упис во изминатите денови е Друштвото за консалтинг, посредување, проектирање, инженеринг и услуги Архитектас проект студио од зајас. Исто во собственост на помладиот Ахмети, тој е единственото вработено лице, а за основањето на фирмата вложил 16.000 евра. За синот на Али Ахмети практично нема никакви информации во јавноста. Единствено е познато дека е архитект кој дипломирал на Тетовскиот универзитет и дека не покажал никаков интерес за политиката. Но на социјалните мрежи често споделува содржини со активности на политичката кариера на неговиот татко. Тој е прво зајас, но каска за циновите на политичката елита. Во бизнис со струја и скандали од одамна е вплеткан синот на сопартиецот на Ахмети Муса Џафери. Најмалото друштвото деца и роднини на политичари кои сакаат да произведуваат и тргуваат со електрична енергија е синот на Зоран Заев. Душко Заев на 18 години одлучи да произведува струја, отвори фирма, додека неговиот чичко Вице Заев поседува компанија за трговија Сова Енергенс. Овој месец интерес за изградба на фотоволтаична централа од најмалку 1 милион евра најави фирмата на сопругата на премиерот Димитар Ковачевски. Иако владата најави одлучна борба против корупцијата, од портир до министер, а сигнал испрати стратешкиот партнер САД, делегирајќи тим за санкции, се уште нема реакција за вработувањето во владината агенција на сопругата, токму од министерот задолжен за секторот зелена електрична енергија Кришник Бектеши. Инаку изминатите денови, операторот за пренос на електрична енергија МЕПСО објави дека во изминатиот период добил барање од инвеститори за изградба на фотоцентрали и ветерници со капацитет од неверојатни 8000 мегавати, за кои инвестиции најавиле стотици фирми од земјава и странство.